научното одделение кој што ја реализира оваа точка. Сега продолжуваме со она што ќе го посветиме на нашиот патрон на Ѓорги Сугорев. Само вака, ќе ве замолам таму кај шума, ете. Ја отворив книгата на животот. Го осветлив тунелот од мојот пат и се видов себе си. Книгата што ја отворив имаше едно тајно, убаво, прекрасно име, кој само што го погледна, некако магично дејствуваше врз мене. Името на книгата гласеше Македонија. Волшебно вистина, според. Од народот сме. Со народот ќе ги делиме маките и страдањата. 1879 година во ирското мало се слушна детски плач. Машко е. О, Господе, помогни барем ова дете да ни остане живо, да ја нема судбината на претходник. Во водата Ѓорги Сугорев е еден од авангардата на пределинденските и линденските настани од 1903 година. Сугорев безкомпромисно и целосно посветен на делото го добил прекарот Аскет поради предаденоста на револуционерната борба што создал уште од најрани години. Се родил во Битола, градот на конзулите, од родителите Коте и Долка Сугареви. Уште од млади години кај него се појавил слободарскиот дух. Иако неговата мајка, како воспитаничка на патриаршијата, се обидувала да го наговори Ѓорги да учи во грчко училиште, тој остав да се спроставувал на таа нејзина желба. Во родниот град во 1894 година завршил гимназија, а извесно време посетувал педагошки курс во Солун, каде што го запознал Гоце Делчев. Нивното пријателство останало трајно и непоматено. Тука ги совладал турскиот, грчкиот и рускиот јазик. Домашната библиотека била достапна и корисна за идниот учител, а во кругот на семејството, на вечеринките, ги запознал и првите битолски револуционери. Принципијално правилен и строг, Сугорев добил мощни доверливи задачи во организација